Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот за здравство Илир Демири. Господине Демири, последен случај кој што предизвика големи реакции во јавноста е одбиената рехабилитација на Леонид Тиндов во странство. Тој не е еден, има и повеќе такви случаи. Би ве прашал за ваш личен став, пред се како човек, меѓутоа и како министер, што мислите за овој начин на одбивање на граѓаните, односно на пациентите за лекување и дали евентуално како министер ќе иницирате некакви измени и во законот и во правилниците? Попрво, не би се согласил ова со поставеното прашање одбивање. Значи, се работи за пациент кој има сериозна мака и за фамилија која се наоѓа во многу неповолна позиција. Меѓутоа, повредите кои се случајни кај детево се објаснети многу убаво и на семејството и на фамилијата поширока. Ние како Министерство и Фондот за здравство не можеме да постапуваме по наши желби. Има јасно дефинирани законски одредби како се постапува и кои пациенти се упатуваат за лекување во странство. Тука во овој случај, како забелешка една, можам да кажам дека има една дискоординација помеѓу Министерство за здравство, Фонд за здравство и центарот кој оддава услуги за ова транспорт со хеликоптер. Но разрешницата, вината секогаш ова останува ничија. Сега сме дојдени во една позиција кога треба разумно да се донесе одлука. Секој еден граѓанин на Македонија има поддршка од Министерство за здравство и Фонд за здравство за лекување. Пошто пациентот веќе е испратен, а јас сум нов како министер и немам доволно информации што се случило претходно, ќе побараме да се постапува законски, тоа е едно, и друго ќе побараме од Австрија да доставуваат документација за начинот на лекување и што се случува таму со детево. Дали се работи за рехабилитација или се работи за третман. Доколку се работи за третман, се разбира дека државата на секој еден граѓанин нуди можност да се лекува каде е подобро за него. Во однос еве на она што ве праша, во однос на законите, правилниците кои што се стари многу години, дали еве сметате дека треба и тие правилници и закони да се изменат? Законите додека не се менуват се важечки и треба да се постапува според нив. Фондот за здравство и законот за здравство упатува во странство за лекување само пациенти услугите кои не може да се нудат кај нас, а во друга земја може да има поквалитетно излекување. За други услуги ова не се упатуваат пациентите надвор. Тоа е ограничено со закон. Министре, пред 10 дена ја презедовте функцијата во Министерството. Оно што би сакал да прашаме, како ја оценувате состојбата која што ја затекнавте во Министерството за здравство и каков ви е генерално впечатокот ваш личен во однос на здравствениот систем во земја? Па сега сме веќе во една техничка влада. Многу можности се ограничени законски. Јас ја презема функцијата за да има континуитет во здравствениот систем и да луѓето добиват што подобра и поквалитетна здравствена грижа додека не завршат изборите и додека не се оформи нова влада па друг некој да превземе. Значи сега функционалноста на системот ми е многу битна и почитувањето на законите на Министерство за здравство и уопште на државно ниво. Дали како проекција во иднина што би било кога би имал прилика повеќе години да го обавувам ова позиција како министер, тогаш единствено решение кое побрзо може да го подобри здравствениот систем е да се изградат 4 регионални центри, така и да се групираат пациентиве што побрзо да добиват здравствена услуга и да се намалат и трошковите и да има поквалитетно, поажурни да се
медицинскиот персонал и искористеноста на веќе расположливите капацитети кои ги имаме. Зошто се нафативте да бидете министер само на неколку месеци? Значи, не е прв пат во животот да бидам во раскрсница кога ја има потреба општеството за мене и сум се одлучил и тогаш да дадам све од себе колку можам да бидам користен за општеството. Сега сметам дека општеството има потреба за мене и ќе дадам се од себе да помогнам да има функционален здравствен систем. Велите дека во следниот период ќе ги координирате да функционираат непречено работите во рамките на Министерството за здравство. Дали тоа значи дека имате или немате одврзани раце, простори и ресурси да иницирате некакви промени во здравствениот систем? Јас немам намера да иницирам во ова фаза промени во здравствениот систем, но знам дека човек може да се разболи пред избори, за време на избори и по избори. Значи, ние нудиме здравствена грижа на граѓаните на Република Македонија и тоа треба да го добиват во континуитет со овие ресурси, со ова поставеност на здравствениот систем. Кога ќе се стекнат услови за промена, без да има влијание во здравствената грижа кај болниве, тогаш ќе се направат чекор по чекор промените. Покрај лековите има недостиг и на работници во здравствениот систем. Кога може да се очекуваат оние вработување 1117 кои што беа најавувани дека се потребни? Имате ли една генерална слика и представа колку луѓе, здравствени работници се потребни на системот? Нажалост не можам да ви кажам точно со бројка, не ги располагам тие бројки, но можам да кажам дека е одобрен буџет и комплетно е завршена процедурата за запослување на 1000 и нешто здравствени работници. Пошто влегуваме во избори, а според законот за избори е недозволено запослување, тогаш се остава во мирување, после изборите ќе се процедурира за да може да се запослат здравствени работници. Секој директор на секоја здравствена институција треба да има проекција на тоа колку работници му требат. Тоа е едно. Имавме вработување во болницата во Гостивар, во кој што имаше обвинување дека се по етничка линија. Јас побарав да Извршивте ли инспекцијски надзор? Кои се наводите таму? Дадов налог да се изврши инспекцијски надзор, уште немам повратна информација што се случува. Доколку има прекршување на законски процедури, сигурно тогаш ќе се пристапи кон тоа законски пак. Него довршив умислата, апропо функционирање на здравствениот систем, значи пошто нема запослување за време на избори, тогаш Министерството се погрижи за продолжување и во тек е барањето за продолжување на сите здравствени работници кои се под договор на дело до септември да се добие согласност и тоа е поминато на владина седница и се надевам на позитивен епилог. Токму е тоа што е непречено функционирање на здравствениот систем. Комисијата за заразни болести препорача да се прогласи епидемија на голема кашлица на територија на град Скопје. Тоа беше негде на 7 февруари. Потоа имавме разрешување на министерот. Зошто и дали реално се уште има потреба да се прогласи епидемија, бидејќи таков документ не видовме дека е потпишан од ваша страна? Значи, има законска рамка според која се прогласува епидемија и треба да се исполнат тие услови за да се прогласи епидемија и тие комисии се независни од министерот. Значи, апсолутно се професионалци. Зборувам и за комисија за заразни заболување и другите комисии кои се повеќе базирани врз епидемиолошки податоци. Јас можам да ве уверам, тоа што е обврска на Министерството за здравство и на министерот, дека има непречено снабдување со вакцини, има доволен број на вакцини во располагање и дека е зголемена сензибилизација и е постигнато зголемување на бројката на пациенти кои се невакцинирани. И колку имам информации, сега за сега состојбата е стабилна апропо
ова Пертусис. Вашиот предходник најавуваше укинување на економските директори во клиниките кои што генерално трупаа само долгови. Сега велите вие дека ќе се функционирате само на тековното работење. Би посегнале ли сега во овие неколку месеци, па нели ако може би останете на ваква на функцијата за укинување на економските директори, и еве како здравствен работник кој што долго време сте во оваа професија, би ве прашал што сметате, дали е потребно укинување на економските директори на клиниките? Јас мислам дека клинички центар треба да се унифицира. Да има еден директор, еден менаџер на клинички центар. Ама тоа е мое индивидуално мислење. Мислам дека поубаво ќе се организира отколку вака дисперзиран со многу директори. Зошто не посегнете еве сега ова да го спроведете? Тоа беше агенда и на претходниот министер кој што ние сме дојдовте од иста партија, па сега се Немој да заборавате дека сме пред избори. Веќе се прогласени избори, треба да сме внимателни и коректни од ова позиција, да не се злоупотребува позицијата министер за вакви упади. После изборите, ако народот не изгласа и по некоја случајност пак и јас бидам министер за здравство, тогаш ќе има јасна програма и визија како ќе се развие здравството и клинички центар. Имате ли таква амбиција? Доколку ми се даде како ми се довери како позиција, секако да. Доколку не служи здравјето, се подразбира. Во какви односи сте со поранешниот министер Меджити? Замина од функцијата, не добивте честитка, немаше примопредавање на функцијата. Можете ли еве да ни кажете? Има едно правило, вели со некој човек со кој си пиел повеќе од едно кафе, значи пријателството продолжува. Ние сме стари пријатели, пријателството ќе продолжува, а политичкото разидување е нормално нешто во демократија. Во внатре партиската поделба на Алијанса за албанците, еве може да кажеме дека вие ја избравте страната на Зијадин Села. Зошто? Има нешто што треба да се вреднува и ако се послужиме со политичка меморија, Алијанса за албанците беше стабилизатор на политичката клима на државно ниво, беше промотор за евроинтеграции, има одбрана една патека и мислам дека треба да се оди по таа патека. Значи, единствена решение и перспектива на ова општество е европска интеграција. За европска интеграција се залага и Арбен Таравари. Само по друга патека, различита патека. Ние ја препочитуваме ова која се докаже овие 4 години. Која е разликата, ако може да објасните? Не можам толку политички изјави да дадам, оти јас сум министер за здравство се уште и ќе се воздржувам до министерувањето и Министерство за здравство. Во тек на кампањата сигурно ќе има и промоција на такви патеки кој пат е поправеден. А народот ќе пресуди што ќе одбере. Може да го очекуваме на изборниве листи? Може. Зошто да не? Дали Алијанса на албанците ќе има свој председателски кандидат на изборите? Мислам дека тоа поубаво би одговориле лидерот на Алијанса. Мислам дека нема да има. Моje лично мислење, мислам дека нема да има кандидат од Алијанса за председател. Министре Демири, ви благодарам за разговорот. Благодарам за можноста да се обратам. Се надевам дека бев малку од малку користен. Почитувани, вие го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.